Министерка, се сретнавте со вашиот грчки колега овде на маргините на саемот за одбрана. Договоривте ли некаква дополнителна соработка, бидејќи веќе постои соработка со Грција? Да, прво двајцата се сложивме дека соработката во областа на одбраната помеѓу двете држави од 2019 година наваму навистина бележи значително подобрување и е на исклучително високо ниво. Меѓутоа секогаш се бараат нови перспективи на кои што можеме да ја продлабочиме таа соработка. Досега бројни се и вежбите и заедничките активности помеѓу армиите на двете држави каде заедно учествуваме, без разлика дали е тоа на билатерално ниво или со повеќе други држави. Она што особено беше и мотивирачки од саемот денес и утре е бројните грчки компании кои ги изложуваат своите производи кои се дел од најсовремената софистицирана опрема за вооружување. Па со мојот грчки колега зборувавме и за продлабочување на соработката помеѓу двете држави во тој сегмент, значи искористување на капацитетите на грчката воена индустрија и она што можеме да го направиме ние во нашата држава, а особено зборувавме и за споделувањето на искуства од користењето на инструментот за набавка на ваков вид на софистицирана опрема преку познатиот инструмент влада со влада. Тоа е еден инструмент кој многу често земјите членки на НАТО алијансата го користат. Грција и ние имаме искуство во тоа, меѓутоа секогаш е подобро кога ќе го споделите искуството и ќе имате некоја лекција повеќе научена. Разговаравте за евроинтеграцијата на нашата земја. Грција е еден од најголемите поддржувачи. Да, зборувавме и за тоа, особено што во периодов како што се соочува Европа со заканата која што неминовно ја споменавме, а тоа е состојбата во Украина или неоправданата руска агресија врз Украина. Зборувавме за тоа дека европската интеграција и на Република Северна Македонија, меѓутоа и на земјите од Балканот кои тој процес го започнале, навистина е потребно да се забрза, се со цел да не се предизвика или тоа да не влие дополнително на комплицирање на безбедноста во регионот. Затоа што европските држави треба да знаат дека земјите од Балканот припаѓаат на Европската унија и тие тој процес го започнале и даваат се од себе и граѓаните на тие држави, меѓутоа и владите, навистина што е можно побрзо процесот да биде завршен. Република Македонија се покажа како сериозен партнер во процесот на европска интеграција на нашата држава и се сложивме дека заслужуваме да бидеме соодветно наградени за тоа. Една од нашите внатрешни работи поврзани со евроинтеграцијата се и уставните измени. Дали вие лично сте оптимист дека ќе поминат во собранието и кога би можеле да ги очекуваме? За уставните измени ќе кажам само еден коментар, дека за мене тие не се прашања повеќе на тоа дали ќе има двотретинско мнозинство или на броење на пратениците кои што ќе дадат поддршка, туку се многу повеќе прашања на покажување на политичка зрелост. Затоа што за одлуки кои што се особено важни за еднината на државата, сите политички партии, без оглед на тоа дали се власт или опозиција, во даден момент мора да ја покажат својата политичка зрелост и да го предводат народот во донесувањето на тие одлуки. Криењето за тоа дали имаме или немаме легитимитет за некои прашања произлегува од тоа каде се наоѓаме на кои позиции. Според мене, пратениците во собранието апсолутно имаат право да одлучуваат согласно она што уставот им го дава можност да одлучуваат, меѓу што и за уставните измени. Уште едно прашање што е актуелно дома кај нас, не е поврзано со Грција, се постаат сценарија дека осудените за диво населје ќе се префрлат на Косово. Имате ли некаков коментар за ова прашање? Јас мислам дека треба да се почитува одлуката на македонските судови и дека осудените, онака како што во процедура во судска постапка се осудени, треба да издржуваат својата казна во затворите во нашата држава, онаму каде што кривичното дело е сторено, а доколку постојат било какви сомнежи за тоа, за условите или за околностите во кои што тие издржуваат казната, мислам дека работата на секој еден од нас е да работиме на надминување на таквите предизвици или проблеми кои се појавуваат, а не тие да ги заобиколуваме. Благодарам. Ви благодарам и вам.